Тврдењата за изборен инженеринг кои послужија како политичка мантра за покривање на поразот очигледно не биле усогласени на штабско ниво, што еден од шпиц играчите на лидерот го деконспирира скореното алиби, промовирајќи лично сведоштво за состојба на теренот, која во никој случај не одговара на заговорничката пиар теорија. Во средината кај што денеска јас наблюдував, дуи има како да кажем, има мал број на гласачи и симпатизери. Но тие, по броењето на гласовите, гласа за господинот Стево Пендаровски, веројатно од своите определби и чувства. Не гласа за Стево Пендаровски заради дуи, во тоа ве уверувам. Од друга страна, во вода паѓаат и будимпештанските калеми кои СДСМ му ги ставаше на Мицкоски. Оти тој, освен по однесувањето кон новинарите со кое почнува да наликува на него, по се друго, изгледа дека упорно, вредно и трудолюбиво ја презема улогата на набројувачот, кому запознавањето на картата на Македонија е треба да му ги надомести правата на авторство. Се упатив на една навистина прекрасна забава во една рурална средина која што е дел од општина Гази Баба. Тоа е практично местото Црешево. Може без прекинување? Од таму се спуштив во Радовишко Инјево. Може без прекинување? Потоа отидовме во секојаш верната традиционална Ораовица, исто така во Радовишко. Може без прекинување? Потоа се спуштив во Струмички Куклиш, верниот Куклиш. Може без прекинување? Потоа отидов во Василево, во Доброшенци. Можеме да одиме град по град. Тетово, Гостивар, ужас, Охрид, исто така. Сепак времето е неумоливо и тоа е вистински показател на се. Атмосферата се лади и се стоплува, таа ведри и облачи и пркоси на секоја напишана и изрецитирана теорија, со која се предпоставува дека ќе се дофати очекуваната прогноза. Таа сепак може да ја погодат вистински синоптичари, а не оние кои само со поглед мислат дека го имаат небото на дланка. Признавам, си мислев дека утрото почна со дожд, немаше многу светлина, значи наликуваше на зимско, но дека на крајот ќе помине низ сите годишни времења и ќе заврши како пролет. Предпоставувам дека заврши како пролет за другите, за победниците, но воопшто за мене не е зима. Ова пролет сепак ќе биде сура зима за некој кој ни по разровкувањето, ни после длабокото орање не фатија здрав корен. По предупредувањата дека ланската реколта им е слаба, дека приносите 2 години им се ниски, а за трошоците за нивно одржување се плаќа исклучително висока цена. Се очекува тие да бидат конечно замрзнати и тоа пред да го скапат целото производство. Нема предрасуди. Времето е зрело како кручка во нашата земја. И на крајот, вистинска оценка и експертиза за исходот на изборите и за постизборниот период даваат оние кои што токму за таа цел се повикани да коментираат. Инаку не можам ништо сега да кажам, тоа нек си прават оние анализи, не е ја да ми правам овде анализи. Времето очигледно повеќе не е за анализа. Време е да се фати работа. Како Вивалди во сите 4 годишни времења.